Добре, криптоентузијасти, во нашето така речено редовно викенд издание за вести, каде што ќе поразговараме околу ситуацијата вчера, која што гледаме дека се уште се одвива. Ова е нешто што никој не го очекуваше на пазарот, значи ќе објасниме како дојде до оваа ситуација и што ја предизвикува ова дополнителен пат, да речеме. Со тоа што прво сакам да поразговарам во однос на некои вести во неофицијалното зврдување на дно. Односно, што уствари сакам да кажам. Значи, за оние кои што се полого време во криптопазарот, знаат дека најчесто оние најнегативни вести, буквално оно кога сите велат дека тоа крипто престанува, тука завршува приказната, најчесто буквално како што велат најтемно е пред зората, е па исто и во криптопазарите. Кога ќе испада најголем број на таков тип на луѓе кои што ви укажуваат дека тоа тука заврши целата приказна со крипто, тогаш се буквално се вртиме во обратна насока и им докажуваме по трети пат, или веќе четврти фактички ќе биде дека тоа не е вистина нормално. Сега, тоа е првиот момент, така да тој е дел од првиот момент каде што досега барем јас два пати сум го проследил тоа како го погребуваат и крипто и биткоин и се, значи тоа најчесто значи дека имаме комплетен пресврт, нешто слично на тоа што моментално го гледаме, дури и таков голем момент како колапсот на Genesis, не успеа да го бутне во обратна насока самиот пазар, иако има и многу побитна страна зашто тоа се случи, а тоа е ликвидациите, но за тоа ќе поразговараме за некој време. Прво сакам да го објаснам овој дел затоа што првиот момент е тоа што кажавме, односно краевите и дната на вакви на нашиот маркет, посебно на криптопазарот, најчесто е буквално опколен од ваков тип на вести, како што е во моментов ова. И вториот дел е не гледајте што ви кажуваат, извинете, не гледајте што ви кажуваат, гледајте што прават. Значи, неколку пати до сега се слушнале сигурно од мене, постојано го кажувам на каналот, ќе ви објаснам и зошто. Значи, за жал, програмот кој што користам се уште не ми дозволува да го слушате ова што моментално ќе го пуштам, затоа и ако го пуштам не верувам дека ќе чуете нешто, но овој клип ќе го ставам во дескрипција на ова видео, каде што ќе може да погледнете. Ова е уствари Джейми Даймон, кој што е уствари и CEO на JP Morgans, која што е една од најголемите банки во Америка, се смета за легендарна поради тоа што успеа да ги спаси од големата економска криза, односно депресијата, но како и да е, битното во целата оваа приказна е што оваа фацка во Давос пред еден ден, значи на овие се CNBC, едно од најголемите студија во Америка, излегува и кажува како стандардна работа, он еднаш во секој циклус го кажува тоа, како биткоин е hyped up, како ќе оди до нула, стандардна работа. Значи три пати поред оди до нула и никако да отиде. Се одиме во нов all time high, но интересно од целата оваа приказна е што ваква фаца како Джейми Даймон ви кажува дека целиот крипто сектор ќе оди надолу, ќе оди до нула, со тоа што ако погледнете во овој сегмент, многу интересен. Значи, JP Morgan веќе во 2021 година, значи само да ви покажам точно кога, значи во 2021 негде само да најдам каде е датумот точно, поднесува за значи да има свој wallet. Така. Значи поднесува да биде запишен како трейдмарк, односно како бренд фактички самиот wallet, со тоа што значи ваквиот wallet треба да поддржува, различни типови на крипто и биткоин услуги. Така, значи, ова е истиот тој човек кој што верува дека биткоин ќе оди до нула, но во исто време има wallet и нуди на своите клиенти во JP Morgan, една од најголемите банки во Америка, биткоин и останати криптовалути. Така, значи, гледате каде е разликата. Ќе оди до нула, но во исто време добро е да се има wallet, со кој што ќе може да се тргува пред да отиде до нула, препоставам. Не знам која му е поента. Значи, овие се тие фаци што ви кажуваат дека тоа крипто ќе престане да постои, а во исто време позади грб истите на своите клиенти им продаваат крипто затоа што ќе оди до нула. Тоа е првата фацка што јас ја обожавам, секогаш кога ти каже дека ќе оди до нула, оди во обратен правец. И оваа, например, карикатура, можеби ја знаете, можеби не, но ја не можам да разберам како на човеков уште му е дозволено да зборува на телевизија, со оглед на фактот дека не знам колку пати до сега има промовирано акции, сега зборуваме, затоа што овие се стандардни фаци во финансискиот свет, TradFi, традиционални финансии, така. Значи овие се тие стонкс, што би рекле во криптосферата, затоа што стокс практично кога ќе споредиш колку
профитот помеѓу стокс и крипто е буквално стонкс. Поради оваа причина и така ги нарекуваат. Сега прва фаца, значи изјавува уште на почетокот на овој месец дека треба да испаднете веднаш од крипто, биткоин оди до нула. Типот го кажува тоа на почетокот на месецот и на пат сме до нула, како што може да видите и сами, но интересно од целото ова приказна е што, нели, да не забораваме дека фацкава е таа што постојано промовира некои скемови и се уште му е дозволено да работи на телевизија. Ако погледнете на YouTube, само пишете Джим Креймер и погледнете нели какви гафови има и колку пати морал да се извинува јавно за тоа што промовира ѓубре, буквално. И сега моментално истиот и овој лик испадна да каже повторно дека криптото ќе оди до нула. И да не забораваме вториот, оној кој што го потврдува тоа што он го кажува, Петер Шиф. Петер Шиф е CEO на една голема корпорација, Euro Pacific Capital, со тоа што значи ваквите фаци кои што потекнуваат од традиционалните финансии нормално би сакале да исчезне криптото. Да не се лажеме. Сега ќе ви покажам многу едноставно зошто. Значи овој Петер Шиф уште од почетокот на биткоин изјавува дека прашање на време е само кога ќе отиде до нула, тоа го потврди повторно, но интересно од целата оваа приказна е, сега да споредиме една интересна анализа, значи ќе направиме вака, ќе го ставиме и биткоин на неделно ниво и ќе споредиме зошто уствари они имаат проблем со крипто, од каде потекнува овој проблем. Значи, ова е скокот на S&P 500 индексот од 23 март до колку е овде? 27 декември 2021 година. Значи, овдека скокот од 27 март до апсолутниот врв. Значи, ова е последниот скок после практично после COVID пандемијата. Значи, имаме 120% профит ќе сте имале ако сте купили на апсолутното дно и сте продали на апсолутниот врв. Сега, нели, на ваквите фацки, чисто ова би било најлесно да појаснуваме кое што можеме да го дадеме, значи 23 март рековме, така. Да погледнеме каде е 23 март, Да, 23, точно 23 март, до апсолутниот врв на биткоин, само во биткоин, значи вие би биле во профит околу 1041%, наспроти 110, така. Значи, профитот кој што моментално се прави во крипто е ова е значи најлесниот начин да објасниме 10 пати поголем во последниот bull market во истиот период, така, помеѓу S&P 500 и помеѓу биткоин. И сега ова е таа фацка што 3 пати поред кажува дека биткоин ќе оди до нула, така. Затоа што он потекнува од еден стар свет кој што се обидуваме да го замениме и само прашање на време кога тоа ќе се случи, затоа што јас можам да ве дека неговите синови, а посебно неговите внуци ќе бидат многу против ова што моментално го кажува, но како и да е, нели. Затоа има вакви фацки кои што нели направиле милиони во традиционалните финансии, сега најнаш не може да си дозволат едноставно само да го пренесат ова на следната генерација. Да бидеме реални. Значи нема ниту еден момент каде што технологија или систем бил само така предаден на следниот систем. Не постои такво нешто. Секогаш сето тоа се прави во крв. Значи може да споредите и сами. Најчесто пример, империализмот и паѓање на империите. Ниту еден момент не ги дале само така своите колонии. Земете го тоа на пример како нормален пример. Погледнете Англија. Сега, после толку години, после векови и векови, конечно Англија почнува да ги ослободува своите колонии поради гласање, демократија и слично. Пред тоа, за да се ослободите од Англија, вие треба да имате тешка и крвава борба против Англија, каде што она може да види дека е непрофитабилно и понатаму да ве држи, за да ви дозволи да обстанете. Франција и арапите, да речеме, Тунис, Алжир и Мароко, прашете ги слободно, како они успеале да извојуваат слобода на некој начин, затоа што многу е тешко да направите промена во системот кој што досега бил колонијален и најнаш вие треба да се ослободите за да смените нешто. Истата ситуација и со технологија, истата ситуација и со економија. И во оваа ситуација, значи, зошто просто пример, гледате, паралелно на што се случува во криптосферата, се случува и да речеме во бензинската, да речем, индустрија, која што моментално произведува се уште горива, фосилни горива, практично автомобили со фосилни горива, додека во исто време имате и второ да речем компетитор во оваа ситуација, односно електричните возила кои што моментално се многу популарни и знаеме и самите дека се помалку загатуваат и нели практично се следното скалило, но никој не е рипна на следното скалило веднаш. Гледате колку тешко се провеја се тоа. Гледате колку време им е потребно на државите да се адаптираат, да направат вакви станици за нели напојување на овие возила и слично. Истата ситуација ќе биде и во крипто и во банките. Значи на банките, на традиционалните да речем на традиционалните
традиционалните финансии има многу проблем ово. Зошто? Значи, кога веќе го земавме претходно самиот пример со автомобилите. Значи, автомобилската индустрија со горива загадува многу повеќе од индустријата со електрични автомобили. Така, но тоа не го менува фактот дека вие нема да затворите Мерцедес. Значи, Мерцедес ќе работи уште долго пред конечно да се промени целата оваа ситуација од горива во електрична енергија. Исто и овде. Значи, прост пример. Профитот кој што ќе сте го направиле во традиционални финансии и нели, да речем S&P 500 е 10 пати помало профитот кој што ќе сте го направиле во биткоин. И тоа нив е проблем. И они сакаат да го елиминираат тој проблем, поради тоа што они се на некој начин научени на таа традиционална финансија. Значи, нив не име својствено сега да преминат во крипто. Многу ретко се случува овие фосили да преминат во крипто. Затоа и го имаме тој проблем. Имате стари луѓе кои што водат правен систем, кои што не може да разберат што е блокчейн, а не да напишат закон за блокчейн. Така да вие не може да добиете добро законодавство како што го очекуваме тоа, например, сите сакаме да има добро. Не може да биде добро законодавство кога имате фосили позади ова и они не може ни да разберат оваа технологија, не да направат соодветно законодавство. Истата ситуација имате и во традиционалните финансии, имате финансиери кои што се навикнати на обврзници, на хартија од вредност. Нив сето ова сега NFTs и каде што имате следен степен на токенизација на да речем сите овие средства кои што они ги работат, они тоа не може ни да го разберат, а не па да го прифатат. Така да нормално е дека ќе имаме таков тип на опор додека оваа стара генерација која што моментално води светов не буквално отиде во заборав, за да можеме едноставно да го донесеме ова како следно скалело. Затоа немој да очекувате дека сето ова ќе оди мазно и дека нели преку ноќ ќе стане. Буквално она што постојано го разговараме. Значи самото прифаќање на целата оваа нова технологија ќе трае со време. И тоа е добро затоа што ќе ни даде време за да можеме и ние да акумулираме доволно за да може да направи некоја промена во нашите животи. Така да верувајте ми, ова е на некој начин благослов во сенка. Значи се уште не може да го сватите затоа што потребно е време, кога ќе ви даде доволно време да може да акумулирате во овој пазар, исто да го продадете кога истиот ќе направи бум, ќе бидете многу благодарни што не се случи преку ноќ, затоа што никој од нас нема доволно пари да инвестира да би можел навистина да направи промена на следните 5 генерации, да бидеме реални. Потребни се неколку булрани, како за адаптација, така и за нас да изградиме сопствено портфолио. Така да верувајте ми, ова треба да бидете благодарни во овој момент. Сега, следна интересна работа што треба да разговараме во оваа ситуација е од каде се тоа. Значи можеме да видиме дека станува збор за максимално oversold ситуација на секој временски интервал. Значи да погледнеме на неделно ниво, значи вие имате, гледајте, од април 2022 година вие имате промена на RSI од 42 до негде 30. Значи тоа е оприлика максималната промена која што сте имале. Додека во последните неколку дена имате промена на RSI од 34 на 58. Значи гледате ли колку голема е променава која што моментално сме ја направиле. Значи гледате колку е висок на пример VWAP. Гледате. VWAP е највисок, ќе одзумираме да видиме моментално кога последно сме имале толку висок VWAP. Нешто слично на тоа во 2019 година, ова е самиот бура. Така, значи гледајте колку е силен овој момент што го имаме сега. Проблемот е што не може да се движи само нагоре. Тоа е она што многу од нас кои што се долго време во овој пазар ви кажуваат, потребна е корекција. Корекциите се здрави работи. Значи кога имаме корекција ќе ни дозволи да можеме да се регрупираме, да акумулираме и повторно се придвижиме нагоре. Колку повеќе се движиме нагоре со ваков тип на остра корекција, толку посилна ќе биде корекцијата надолу. Тоа е проблемот. И затоа на пример мене не ми се допаѓа тоа што само се движиме нагоре, се разбираме. Но се случува. Така да мораме да бидеме реални да го погледнеме тоа како што е. Значи гледајте, каква промена на трендот. Значи гледајте колку остра промена на трендот добиваме наједнаш. И во RSI, и во сток RSI, VWAP само што излезе нагоре, гледајте промената во самиот MACD. Така да ова се, се повеќе и повеќе показатели дека дното е завршено од техничка анализа, ќе напоменам уште еднаш. Проблемот е што зошто, значи сите очекуваме дека ќе падне пазарот, а тоа не се случи туку добивме корекција нагоре. Значи ова беше толку добро изиграно од некој голем играч, секоја чест, значи дечкото направи 1 тон пари, само толку да кажам. Значи она што вчера јас ви го кажав во неколку слики, нема време да направам анализа, денеска го добивме во вест, а тоа е дека значи буквално добивме 200 милиони во ликвидации за да може да добиеме ваков тип на експлозија кон нагорна страна. Тоа можеме да го видиме и на CoinGlass Liquidation Data. Значи само момент, можам да ја покажам како и вчера. Значи јас секогаш гледам оваа страна за да можам да знам точно што се случува на пазарот околу ликвидација и гледајте го. Значи втора најголема ликвидација после
14 јануари, а 14 јануари ја добивме оваа огромна свеќа која што моментално ја гледаме овдека. Така да втора најголема ликвидација и поради тоа моментално се случува ова што моментално го гледате. Значи гледај, 235 вкупно, значи шорт, сега може би овдека малку го претерале со не 250 како и да е. Верувајте ми, не ни менја многу шорт сквиз за шорт сквиз. Значи тоа е за нас одлична работа. Сега, што е устави поента? Значи сите оние кои што не знаат, ние и пред тоа го имаме објаснувано ова, но мораме да објасниме уште еднаш за на луѓето да им стане појасно што уствари станало. Така. Сега, прво морам да објаснам што уствари представува шорт. Така. Значи, знаете и сами, оние кои што веќе долго се на пазарот, ништо со ова ќе ми треба нов чарт за да можам да објаснам. Само момент, да најдам нов чарт на кој што ќе можам да го објаснам се тоа. Океј, не е битно, земам некој рандом чарт, нека биде и IMX, не е битно воопште. Значи, идејата на шорт представува дека вие фактички земате, само ќе ги извадам сите drawing за да може поубаво да видите што станува збор. Значи, вие фактички земате на заем од одредена менувачница, да речеме 1 биткоин. Така, да речеме ова е чартот на биткоин и вие земате 1 биткоин на заем со цел да направите шорт позиција, а уствари правењето на шорт позиција представува кратење на пазарот, така се нарекува, или вие фактички со овие, да речем, позајмени средства, еве 1 биткоин сте позајмиле, вие фактички се кладите, така речено, на пазарот, дека пазарот ќе тргне во надолна насока и сега вие фактички отварате позиција. Значи сега ќе објаснам како се тоа изгледа. И шорт позиција отварате, да речеме, од овој момент, така. Момент, значи овде. Со тоа што шорт позицијата вас, на пример, во моментот кога ќе отворите, ви дава стоп-лос, ова црвено поле горе, и ви дава зелено поле кое што моментално го гледаме надолу, што уствари ни представува, така речено, колку сме во профит. Значи гледате, овдека пишува колку сме во профит. Сега, зошто сте во профит? Значи вие фактички земате биткоин на одредена цена. Да речеме сте земале биткоин на 10.000. Да речеме ова е 10.000, така. Со тоа што кога ќе земете биткоин на 10.000, еден, и вие тој еден фактички го држите, а истиот треба да го вратите на пример на 8.000 кога цената ќе падне до 8. Значи разликата помеѓу цената во која што го земали, цената по која што го враќате е уствари профитот кој што вие се го направиле со оваа шорт позиција. Со тоа што во моментот кога ќе затворите, да речеме дека ова е 10.000 овде, тоа е 8.000 овде, вие фактички сте отворили на 10, сте затворили на 8 и вие тој еден биткоин го купувате назад на пазарот и го враќате на Binance затоа што вие се уште должите еден биткоин. Еве пример сме земале од Binance. И на Binance не му е битно по која цена сте го купиле. На Binance му е битно дека истата количина на биткоин што ви е дал, вие треба да му го вратите. Така да во моментот кога му го враќате, вие сте практично купиле за поевтино и овие 2000 разлика, ви се профит. Така, сега. Значи да напоменеме уште еднаш. Еден биткоин практично вие го позајмувате во противвредност на пари, така речено, 10.000. Со тоа што кога цената ќе падне надолу до 8, вие фактички треба да вратите исто така еден биткоин, кој што сега моментално кошта многу помалку, и вие враќате 8.000 назад, а тие 2.000 вие ги задржувате за себе. Тоа е уствари како вие правите профит со шорт позиција. Проблемот е во тоа што вие за да се заштитите самите себе си мора да поставите ова црвено поле горе што се нарекува стоп-лос. И да речеме дека вие сте купиле на 10.000, а сега моментално ставате стоп-лос, че дури ќе го запишеме ова за да може да ви биде појасно од оно што го објаснувам моментално. Значи ќе ставиме 10.000 дека моментално цената на биткоин е само момент. Така, со тоа што моментално ќе ставиме дека сме го продале на 8.000 и сме направиле профит од 2.000, така. Со тоа што е сега. Стоп-лос представува. Вие фактички на самиот систем, кој што моментално ги води овие shorts и longs, leverage позиции, му давате наредба дека доколку цената тргне обратно, така, во нагорна насока од тоа, наспротив од тоа што го очекувате, да ја затвори вашата позиција и на тој начин да го намали, да речеме, изложувањето кое што ќе го имате на ризик, затоа што, например, вие сега во оваа ситуација, да речеме дека ставате 10.500 да биде, така, значи, затоа фактички мора да се заштитите. Затоа што ако не ставите стоп-лос, значи ако не ставите стоп-лос на горна граница, ако случајно цената трне во нагорна насока, Binance ќе ви го ликвидира целото портфолио, се што имате. Во моментот кога Binance ќе види дека снемувате средства за да го вратите овој еден биткоин, ќе ликвидира се што ќе најде вашето портфолио со цел да си го врати тој еден биткоин што ви го позајмил. Binance во ниту еден момент нема да биде во минус, можам да ви уверам. Затоа што нивните механизми веднаш ќе го ликвидираат вашето портфолио со цел да го затворат овој трейд што сте го отвориле и да го вратат оно што го должите на Binance.
Со какво да поставува и ново стоп-лос кој што моментално гледате на 10.500, вие му кажувате на Binance, односно на системот кој што го води овој ликвидационен процес, дека доколку цената се придвижи до 10.500, автоматски сакате веднаш да го затворите вашиот шорт. Што правите од тој момент? Затоа што вие фактички не поземувате активен биткоин, вие поземувате противвредност на цената во тој момент на биткоин. Така да вие сте позајмиле 10.000, ако се придвижи нагоре биткоин да стаса до 10.500, вие фактички му кажувате на системот да земе уште 500 дополнителни долари од оние 10.000 кои што ги имате и да купи биткоин и да го врати веднаш на Binance, затоа што пак ќе кажам, Binance му е битно да го добие својот еден биткоин назад. Не му е битно колку е цената, битно е да добие еден биткоин назад. Така да во оваа ситуација вие сте минус 500 на вашето портфолио, но тоа значи дека вие сте купиле 500 долари нов биткоин на пазарот. Се разбираме? Сега, ваквото активирање на стоп-лоси е уствари тоа што моментално го прават големите играчи на пазарот. Односно, имаме нови и нови позиции, затоа што, значи ќе кажам уште еднаш, во моментот кога ние уствари знаевме дека Genesis ќе влезе во банкрот, јас верувам дека имате еден тон луѓе кои што го имаат истото тоа, истата идеја. Во моментот треба да направиме шорт, така, и сега вие отварате. Значи, вие сте отворили една, некој друг отворил овде, некој друг отворил овде, така. И сега имате еден куп вакви различни позиции кои што моментално се отворени со шорт позиции, со стоп-лос, така. Со тоа што доколку цената се придвижи нагоре, значи еве чисто да ви покажам како тоа ќе изгледа, само да каде ви е. Значи доколку цената од оваа ситуација почне да се движи нагоре, фактички вие имате активирање на сите овие стоп-лоси нагоре. Така, значи на првиот, на вториот, на третиот и како уствари се прави оваа манипулација? Доколку јас имам доволно пари, единствено што треба да направам е затоа што не само што знам дека сите имаат истата идеја. Во моментот кога Genesis ќе поднесе за ликвидација, сите ќе очекуваат дека пазарот ќе падне, сите очекувавме, јас очекував, значи нема кој што не очекувал. Така да гледате колку паметно изиграно. За да сите знаат, значи во моментот големите играчи знаат дека ќе дојде момент каде што ќе имаме еден куп вакви стоп-лоси кои што очекуваат дека цената ќе падне и они ќе сакаат да направат профит. Затоа постојано ви кажувам, не си играјте со леверидж, постојат многу поголеми играчи од вас кои што знаат точно на која менувачица колку стоп-лоси има, каде моментално се позиционирани, каков тип на леверидж позиција се отворени, се знаат. Затоа што вие ги немате тие алатки, вие немате Аладин, вие немате CoinGlass, вие немате многу од тие работи кои што они ги имаат и добиваат директно постојано нови информации од самите менувачици за тоа како моментално се поставуваат играчите на пазарот. Така да леверидж е многу опасна работа, посебно кога сите имаат истата идеја. Тоа моментално што гледаме е буквално тоа што се случи. Што се случува? Значи јас не треба многу да направам за да направам провокација на пазарот нагоре. Кога знам дека има многу шорт позиции, единствено што треба е да купам доволно биткоин за да ја бутнам цената од оваа прва. Значи, да ви покажам како тоа би изгледало постепено. Значи, да ја бутнам цената од оваа прва, само да го Значи, во моментот кога јас ќе успеам да ја бутнам цената од овој момент до првиот стоп-лос, автоматски го активирам и вашиот профил купува биткоин затоа што мора да го врати, така. Кога ќе го направам тоа да отиде на вториот стоп-лос, го активирам нечи друг. Ама веќе јас не го правам тоа. Туку со тоа што јас сум го активирал првиот стоп-лос, вие сте купиле во моје име, затоа што стоп-лосот се активира, автоматски вие купите за да вратите на Binance и со тоа внесувате пари на пазарот. Со тоа вие сте активирали нечи друг стоп-лос, тој е активирал нечи друг стоп-лос, тој е активирал нечи друг стоп-лос и имате огромен број на вакви стоп-лоси активирани во исто време, што го представуваат ова што моментално го гледате, каскадно дејство на шорт позиции кои што се затворени преку стоп-лос или ликвидирање на портфолио, што е уште полошо, и тоа се овие моментално 235 милиони кои што ги гледате се буквално такви позиции. Тоа се пари кои што се изгубени поради ваков тип на шорт позиции, каде што истите големи играчи го имаат тоа искористено за да се придвижиме во нагорна насока. Значи, тоа е тоа што јас ви го кажувам постојано. Само да вратиме овој чарт на нормала. Значи, затоа и уште еднаш ќе напоменам. Не е паметно да си играте со леверидж поради ваков тип на ситуации каде што едноставно не може да предвидите кој го гледа сето ова и кој што очекува. Значи, можеме да спекулираме, но никој не може да знае дали некој од овие големи играчи би го направил ова, а они го направија. Значи, ова што моментално го гледате во овој момент каде што ние очекувавме дека цената ќе почне да се движи надолу, погодете што наместо да се движи надолу, сите очекуваат дека ќе се движи надолу, поради тоа многу од луѓето мислеа дека се паметни и ќе направат шорт позиција и направија сосема обратно.
им дозволи на големите играчи да го напумпаат биткоин нагоре. А ако они купиле овде и со тоа ги предизвикале овие каскадни дејства на стоп-лоси нагоре, тоа значи дека они купиле на 20.800, сега може комодно да продаат на 23, 22, 23.000 со голем профит. Кој што вие сте им го овозможиле со поставување на леверидж позиции. Затоа ќе напоменем уште еднаш, леверидж е многу ризична работа, посебно ако не сте доволно големи да имате информации за тоа каков тип на шорт позиции има моментално, а да не се лажеме, во Македонија не знам дали воопшто и постои таков тип на играч кој што ги има овие информации затоа што се премногу скапи. Следна работа што мораме да земеме предвид е да видиме од каде моментално е сето ово и каде моментално се движи. Доколку земеме оваа последна, да речем, корекција која што имавме, значи имаме дно, имаме врв, имаме повисоко дно, повисокиот врв, ако ја поставиме Фибоначи секвенцата, која што моментално се уште се движи нагоре, не мислиме дека ова е врвот, затоа што ова беше втората мета фактички која што успеа да достигне, се движи кон третата мета која што е негде околу 23.700. Значи, ќе напоменам уште еднаш, корекција на пазарот е очекувана, без разлика на тоа колку вие сте радосни, гледате каде се наоѓаме. Се наоѓаме веќе од практично од 11 јуни, се наоѓаме во прекупена состојба и на RSI, и на сток RSI, и на MACD, и на SE. Така да, значи, очекувана е корекција, не знаеме колку ќе биде, но во оваа ситуација најбитно што можеме да заклучиме е дека очигледно дното е завршено. Значи, со оглед на фактот дека имаме и понатаму буткање на цената нагоре и да имаме некаков тип на Black Swan event, ја верувам дека имаме солиден простор за пат да не направиме ново дно. Повторно, никогаш не верете никогаш затоа што сега уште еднаш ќе напоменеме на многу битна работа. Ако се сеќавате, ние постојано кажуваме дека стратегијата која што ја имаме ние преку инвестирање ни дозволува ваков тип на да речам miscalculation. Значи, кога не сте предвиделе се, а не може да предвидите се. Зошто го велам тоа? Сите оние кои што тргуваат моментално очекуваат пат, затоа си ги продаваат своите коини очекувајќи пат надолу. Каде е овде проблемот? Јас постојано ви кажувам, многу попозитивно ќе биде доколку инвестирате за разлика од тргување. Зошто е тоа така? Јас немав главоболки. Ако пазарот оди нагоре, јас сум радосен. Ако пазарот оди надоле, јас имам уште 20% да инвестирам. Затоа постојано ви кажувам, стратегијата која што ние користиме, DCA досега докажала дека е најдобрата стратегија затоа што прво не мораме да брзаме во стилот паднало, купило, продал, не ме разбирате? Нема логика зошто да го правите тоа, зошто да си правите себе си главоболка, да тргувате кога можете буквално да инвестирате во стратешки моменти кога цената се наоѓа на одредено ниво и потоа единствено што треба да правите е да седите да уживате во профитот кој што моментално го добивате. Сите оние кои што не слушаа кога кажуваме дека треба да се купи на Terra Luna, дека треба да се купи на FTX. Значи сите оние кои што го слушаат тоа што го правевме, не можеме ние да ви кажеме што да правите, но оние кои што го имаа нашето мислење, кои што го делеа нашето мислење, сега се во одличен профит. Одличен профит. Мене буквално верувате ми, овие денови ми е супер. И ако се направи корекција, се што ќе направиме само ќе алоцирам повторно од овие 20% кои што се уште ќе имам во стейблкоини и не се брзам нигде. Зошто е тоа така? Нема логика да бркате ваков тип на памп кога ако погледнете на голема слика, гледате кај се наоѓа. Значи гледате колку е мал овој памп. Чисто да ви даде перспектива каде моментално се наоѓаме. Значи доколку погледнеме од самиот врв до дното ние бевме на 77,6, а сега сме на 67, така? Значи, се уште има 67% до предходниот all-time high, а голема веројатност е дека ќе направиме и нов all-time high во следниот bull market. Така да постојано ви кажувам тоа, нема логика да бркате пампови, јас не го разбирам тоа. Оставете го тоа хайп чувство дека FOMO сте изгубиле, fear of missing out. Нема потреба, значи ќе направи корекција, секој пазар мора да направи корекција. Можеби корекцијата нема да биде толку длабока и нема да може да купите на соодветно ниво кога сме купиле ние, но тоа не го менува фактот дека купите на многу подобра позиција од онаа која што имате во предвид со оглед на фактот дека сте почекале истата да заврши. И интересна работа која што можеме да видиме на неделно ниво, доколку погледнеме исто Фибоначи, значи сега затоа што беше на дневно ниво овие мали корекции овде, но на неделно ниво ова би било соодветната корекција која што моментално се придвижуваме нагоре, каде што првата мета ни е буквално овој голем пат кој што го имаме на 9 мај, ако не се лажам, ова беше Celsius, 3 Euros Capital, нешто тој стил. Како и да е, не е битно која катастрофа била, битно е дека практично метата која што имаме од оваа последна, да речем Фибоначи корекција, би ни се придвижила првата мета е буквално до тој момент, до самиот колапс на 3 Euros Capital и Celsius. Сега,
сакам да се вратам уште еднаш на самата стратегија. Значи, разбирам дека немате соодветен профит кој што може да го ставите, да речем капитал кој што може да ставите за да направите некој голем профит со само инвестирање, но тоа не уменува фактот дека на овој начин може многу повеќе да се изгорите кога ги бркате овие pump and dump, затоа што истите не може да ги предвидите. За разлика од тоа, многу полесно е да направиме анализа во која што можеме да разговараме дали сме на дното и дали треба уште нешто да доставиме или може би сме доставиле доволно и сега се движиме нагоре. Значи, идејата е дека макроанализата секогаш ќе ви биде поточна, дури и да имате грешки, за разлика од оваа микроанализа која што моментално ја гледаме на дневно ниво, која што никој, ама буквално никој не можеше да предвиди дека ова ќе се случи, освен играчите кои што го направија ова. Значи, никој не може да го предвиди тоа. Така да, уште еднаш ќе напоменам, макроанализа со инвестирање е секогаш подобра работа од ваков тип на бркање пампови, затоа што ќе се случи да си ги продадете коините овдека, мислејќи дека сте во профит и дека ќе отиде цената надолу, дека ќе купите на поевтино. Да, во ред така се прави, но ќе напоменам уште еднаш. Прво е затоа што економијата е жива наука и не може да ја предвидите и многу е поедноставно кога ја предвидувате и анализирате на макро ниво, каде што едноставно е многу појасно како целата изгледа, а второто е тоа што вие едноставно не само што не може да ја предвидите, вие се ставате во ситуација на активни трейдери кога немате време за тоа. Јас верувам дека 99% од луѓето кои што гледаат мојот канал и кои што се заречем следно на Криптовалути Македонија, немаат време да седат по 16 сати пред лаптоп или пред компјутер. Така да ако го немате тоа време, за да може да ги фатите овие корекции каде што ако сте продале овдека моментално цената тргнала нагоре, сте купиле повторно со цел да не промашите, значи тоа значи дека немате доволно време да бидете активен day trader. Day trader бара постојано седење пред компјутер со ставање на аларми во случај да цената тргне во обратна насока или ја достигне метата каде што, значи ваков тип на аларми, каде што фактички вие ќе може да следите што се случува. Ако го немате тоа време, ќе направите многу повеќе загуба за своето портфолио, кога нели ваков тип на трейдење правите, а не сте пред компјутер или не можете моментално да извадите телефон пошто сте на работа. Така да имајте го тоа предвид. На вас останува што ќе правите, што ова не може да биде финансиски совет, но ќе напоменам уште еднаш. Инвестирање на пазарот е многу посигурна работа која што ќе ви донесе сигурен профит, можеби нема да ви донесе бесен профит да си купите Ламборџини, но ќе ви донесе сигурен профит за разлика од ризикот кој што го прифаќате со тргување. Уште една интересна работа, иако денеска не е техничка анализа, е тоа што моментално каде се наоѓа цената е буквално ова свеќе кое што имаме од последниот пат, значи гледаме дека од целиот пат само оваа свеќе е нагоре и телото на оваа свеќе ни дава поле кое што можеме да видиме дека постојано испочитувано. Гледате го дека. Значи имаме корекција до горната граница на ова поле, имаме пробив на истото, но гледайте сега, имаме одбивање на истото каде што моментално било поддршка на цената, пат, повторно имате корекција, имате уште една корекција до истото, значи гледате, истото и моментално представува буквално поддршка на цената, сега ќе видиме дали ќе успее да се коригира од ова поле па нагоре, но моментално е едно од оние позначени полења кои што мораме да ги земеме во предвид, како и овој, значи од овој канал кој што го имаме надолу, оваа корекција, значи не FTX, туку оваа корекција пред да продолжиме надолу со FTX и слично, е уствари буквално местото каде што моментално цената се обидува да пробие. Значи ги имаме свеќата која што имаме уште од овој колапс, нели, на почетокот на самиот бер, не на почетокот, но нели, во текот на самиот бер, како и оваа свеќа на локален врв кој што моментално се границите кои што ја држат цената, гледате и сами, имавме памп кој што помина и цената се врати точно на оваа граница на претходниот локален врв. Така да имајте го тоа во предвид. Сега, околу овој дел со објаснување, мислам дека сега сме јасни, затоа што ќе напоменам уште еднаш, не постои човек на светот кој што може да го знае ова, освен оние кои што го направија. Затоа што тие точно знаат што прават во моментот кога го прават тоа и на никого нема да му го кажат, затоа што нема да биде успешно нормално. Имајте го тоа во предвид и ќе напоменам уште еднаш, корекција очекуваме и понатаму, каде што ќе алоцираме останатиот дел од нашето портфолио, тоа не е барем очекување, со тоа што не бркаме пампови, бркање на пампови може да ве доведе повторно до ситуација да купите овде, па цената да се коригира надолу. Така да, останува да видиме кога ќе почне оваа корекција, иако мислиме дека е овој момент, па го искористија, нели, Genesis да си направат овар памп, секоја чест на луѓето, значи знаат што прават, повторно ќе кажам, на наш грб за жал, но тоа е тоа, нема лутиш, значи таква е играта. Затоа и ќе напоменам уште еднаш, јас мирно спиев со оглед на фактот дека не играм со леверидж, дека не правам таков тип на тргување и мене навистина ми одговара дали ќе оди нагоре или надолу, само треба стратешки да ги определувам нивоата каде ќе купувам и ќе продавам со цел во еден бул циклус да бидам во профит. Така да останува на вас ако сакате да ризикувате со тргување, но јас уште еднаш напоменувам дека според мене
најдобра стратегија би била да правите DCA, како надолу, така и нагоре, кога ќе дојдеме до одредени количини на висока цена на биткоин, да почнеме да продаваме, но се уште мислам дека е многу рано за ваков тип на памп кој што го доживеавме, но за се има прв пат. Ќе напоменам уште еднаш, кога ќе ги направите правилно овие чекори на DCA, немате потреба да се секирате и да има ваков памп, може само да седите да се радувате, така да останува на вас, вие размислите што сакате понатаму. Значи нема да имаме некои многу вести денеска, затоа што нели е викенд, ова сакам само да покрием некои работи кои што моментално се случиле, за да не чекаме премногу до следниот практично вторник. Phantom моментално има една многу интересна идеја. Еве, ова е тоа што ви го кажувам, значи Андре Кроњи се враќа во проектот и веднаш испаѓаат со одлична идеја, значи многу ми се допаѓа ова. Значи гледате колку добро го смислиле се тоа. 10% од сите физ кои што моментално се собрани на Phantom одат во нов проект кој што ќе се нарекува Ecosystem Vault, каде што ваквите 10% од физ ќе бидат да речем собрани и луѓе аплицираат со своји проекти. Така да во моментот на апликација колку средства има собрано во самиот Vault, иако нели истите се изгласани со тоа што ќе биде on-chain Vault, значи самите луѓе кои што поседуваат Phantom ќе гласаат дали им се допаѓа некој проект или не, доколку биде изгласано овој проект да биде поддржан, парите кои што се собрани во овој Ecosystem Vault ќе бидат алоцирани на тој проект со цел истиот да има startup money. Тоа е многу добра идеја ако мене прашувате, посебно за Phantom како да речеме нов екосистем кој што се развива, затоа што и Phantom представува Layer 1 солуција, но како таква на некој начин мене многу ми се допаѓа оваа идеја и се надевам дека Phantom и така ќе продолжи со оглед на фактот дека Phantom сигурно ќе биде дел од нашето портфолио. Само чекаме за корекции и ќе видиме дали ќе видиме што е нели најпогодно во однос на корекциите кои сме ги добиле, да го внесеме во нашето портфолио. Значи Phantom е нешто многу добро. Следна интересна вест која што имаме е во однос на аукциите кои што ќе бидат воведени на Cardano блокчейнот, со тоа што овие аукции нема да бидат како дел од проект, туку ќе биде како механизам кој што ќе може да се искористи во соработка со Hydra проектот, кој што како таков има, значи оние Hydra Heads, која што е идејата да бидат фактички развиени на самиот Cardano блокчейн, каде што во оваа ситуација значи идејата на Hydra е фактички брзината на екосистемот на Cardano да биде ставена во секој од овие Hydra Heads, Hydra глави. Значи нешто слично на оно што го има Avalanche, кој што ја дава фактички својата брзина на секој засебен проект. Слично на тоа ќе го направи во ситуација и Cardano преку Hydra. Со тоа што, значи, ова интересно ќе биде применето доколку сака некој да направи различен тип на аукции, дори дека си напоменети какви ќе биде, сега нели јас тоа многу не го разбирам, значи чисто за оние кои што се разбираат, значи пази. To utilize single head secret auctions, delegated custodial auctions, voucher auctions or more complex versions such as star-shaped or constellation scheme auctions. Значи, во оваа ситуација како што можеме да видиме, значи интересното е тоа што они веќе разговараат за имплементирање и користење на Hydra. Зошто уствари мене ми е многу битна оваа работа. Не ми се толку битни аукциите, кои што ќе бидат само дел како да речем опција која што може да користите на Cardano, колку што ми е битно тоа што они веќе разговараат за активно користење на Hydra. Знаеме и сами дека Hydra е во тестнет, се уште нема официјално да речем соодветен датум кога би била истата реализирана, но се очекува во текот на оваа година истата да биде. Така да Hydra ќе направи буквално бум на екосистемот на Cardano, затоа што ќе донесе брзина како што никогаш не била видена во криптосферата. Така да тоа е нешто што јас многу очекувам, а ваквите вести кои што веќе работат во соработка со Hydra, мене на некој начин ми дава позитивно, да речем во оваа ситуација, позитивно очекување дека на вистина сме пред конечно имплементирање на Hydra, затоа што Hydra е еден од најбитните елементи кои што му се потребни на Cardano за да биде и понатаму еден од топ 10 и никогаш да не излезе од ова рангирање кој што моментално го има. Интересна работа која што го гледав и неговиот, значи ова може да го погледнете ако го следите Чарлс Хоскинс, он има свој канал каде што постојано дава мислење за тоа што понатаму со Cardano, што понатаму со IOHK и слично, каде што лично он сака да го купи CoinDesk, затоа што како што кажавме, ваквиот распад на DCG дозволува фактички некои од овие компании да бидат препродадени на други лица, така да и самиот Чарлс Хоскинс отприлика според она што самиот го кажа на своето видео е дека на својот подкаст фактички дека околу 200 милиони се потребни за да го купи целосно CoinDesk, со тоа што да не забораваме дека CoinDesk беше еден од главните претенденти против Cardano, наеднаш се сврте целата работа за Чарлс Хоскинс
преговара да го купи CoinDesk. Значи, нели, како што кажа, он има луѓе кои што го работат тоа во негово име, но како и да е, ќе напомене уште еднаш дека некои од главните стори кои што дојдоа против Cardano беа од CoinDesk, така да не би сакал да бидам новинарот кој што ги пишел тие работи. Што е уште поинтересно, самиот на подкастот кажува дека многу од овие стори биле директно платени од FTX за да прават FAT со цел, нели, Solana доди нагоре, а Cardano да не го направи истото. Така да, интересни работи кои што ги слушав за подкастот, сега нели ова одмаздолюбие стандардна работа, него тоа што он многу добро го каже, вели, во план сум доколку го земам CoinDesk на топ 100 проекти да им дадам свое место на CoinDesk, каде што ќе може постојано да објавуваат своји апдејти, текстови, нели, за да има на некој начин место каде што сите ќе можат да дава соодветни информации директно од проектот. Значи да не биде тоа сега новинарот треба да направи историја, па да ги прашува, па да истражува. Овдека секој проект ќе може сам да објавува своји апдејти, форкови и слично, што е многу добра идеја. Јас ќе напоменам уште еднаш, дечко, јас се уште не можам да разберам како не е мртов. Со оглед на фактот дека првенствено се обидува да направи децентрализирање на криптовалутите и оттргање од мурика и овие западниве гомна кон, нели, нормални држави, како источните држави, Азија, славјаните од Македонија до Русија, Африка, значи се обидува да направи децентрализација, Јужна Америка исто така. Јас не верувам, не можам да разберам како се уште е жив човеков, со оглед на фактот дека се што има, сите идеи, почнувајќи од самиот Cardano како најдецентрализиран коин на светот. Ја пак ќе кажам, не ми е јасно како до сега не го средиле, но тоа е добро од негова страна што истиот не е водечка улога како што тоа е на пример самиот Виталик Бутерин. Значи без него Cardano ќе продолжи и понатаму, иако тоа би било соодветен удар, но идејата е што он самиот по себе е изваден комплетно од луѓето кои што ги донесува Cardano, неговата заедница, додека после Волтер ќе имаме целосна децентрализација во која што дури и IOHK и самата Cardano фондација ќе нема никаков допир до одлуките кои што ги носи самата заедница. Интересна работа исто така, ова сашина ВФ, но како и да е, мене ми се допаѓа. Значи Cardano моментално планира ова се тук-тук, не знам дали сте ги виделе. Значи јас сум бил низ Азија многу, зборувам од, нели, Виетнам, Тајван, Тајланд, да речем Кина, Јапонија. Може би не во Јапонија, но во останатите сиромашни земји, посебно овие како Виетнам, како Лаос, како Тајван, како Тајланд. Значи имаме доста користење на ваков тип на мали возила кои што се нарекуваат тук-тук, кои што представуваат своевидно трицикл со мотор. Но истите се како такси сервис од таму. Имате шофери, имате задна клупа каде што може, значи, двајца да бидат сместени како, нели, да речем корисници на овој транспорт, со тоа што, значи, ова е едно од најраспространетите возила во цела Азија, посебно оние големи земји како Индија, например. Каде што ваквите тук-тук сервиси се своевидно такси сервис. Посебно кога немате простор да поминете со Мерцедес и немате доволно пари да купите Мерцедес или да ставите гориво, нормално мора да најдете некаков тип на возило кое што ќе го помогне тоа. Каде што самиот Cardano моментално, значи ова за жал пак ќе кажам, е представено како проект на ВЕФ, кој што Cardano го води, кој што самата Cardano фондација моментално гледав негде дека само првата држава која што го прави ова е Шри-Ланка, значи самата држава и низината влада моментално имаат договор со Cardano да почнат да го спроведуваат тоа. Значи ова е уште една интересна работа што ви кажував дека гледате како, значи имате Cardano е технологија, не е, значи, стандардна работа кој сите што саѓаат, нели, тоа е некој pump and dump, не знам како Ghost Chain, значи технологија која што моментално Cardano активно се обидува да распространи на било каков начин. Значи имате телекомуникации во некои од државите во Африка, во Етиопија имате за едукација, каде што вашите CV се запишани на Cardano блокчейнот и постојано имате фактички електронско CV кое што не може да биде изменето. Сега моментално ја гледате во транспортната индустрија во Азија се проширува, каде што многу интересно направено. Значи првенствено само да видам каде беше огромна сума која што моментално Cardano ја внесува со цел да започне промена 1,2. Значи 1,2 милиони ваков тип на e-tux треба да бидат постепено променети од газ во електрична енергија, со тоа што значи Cardano ќе помогне во изградување на ваков тип на електроцентрали каде што ќе може да бидат полнети овие тук-тук, затоа што според некои, сега ова не го знаев, моментално емисиите на CO2 од тук-тук се многу поголеми од стандардни автомобили, посебно со оглед на фактот дека во Азија, верувајте ми, не име гајле дали вашиот мотор е апдейтиран, таму има премногу луѓе за да им биде гајле за тоа, или пак некој да седне и да гледа сега дали вашиот тук-тук има најнов мотор.
Така да ова е доста интересна идеја со која што моментално Cardano се видел да го револуционира, да речем, транспортот во Азија, почнувајќи од Шри-Ланка нормално, со тоа што, значи, не само што ќе направи обид за да се изградат ваков тип на станици каде што ќе може да користите електрични тук-тук, туку дополнително целата инфраструктура на плаќање ќе биде базирана на блокчейнот на Cardano, каде што Cardano самиот по себе ќе им дава и дополнителна награда во Cardano на возачите за тоа што моментално возат електронско возило тук на оваа, да речем, мрежа. Своевидно претпоставувам дека ќе биде нешто слично од Kaizen, како Uber, како Bolt, не знам. Претпоставувам, со оглед на фактот дека се уште ова не е разработено. Ова е договор кој што моментално е постигнат помеѓу владата на Шри-Ланка и Cardano за ваков тип на развивање на софтвер, кој што останува да видиме како се тоа ќе изгледа. Значи, еве, дури и овде некоја проекција што е направена, негде околу 400% се очекува да се зголеми некој профитот кој што ќе го добијат возачите, кои ќе ги промена своите во електрични и нели ќе се приклучат на оваа инфраструктура на Cardano. Така да останува да видиме, но е доста интересна работа. Ќе напоменам, колку повеќе се имплементира во било кој дел од технологијата и од светот е подобро за нас, не само за Cardano. Значи, водете, јас им инвестирам во Cardano, па нормално е дека малку сум, да речем, пристрасен. Но на крајот од денот секаков тип на имплементација на крипто, зборувам приватни крипто проекти, не зборувам за CBDCs, во било каков тип на технологија е добро затоа што се повеќе и повеќе ги учи луѓето колку е добра самата блокчейн технологија и колку е позитивна. Значи, не е ова пара. Ова е технологија која што може да користите на било каков начин. Тоа е она што луѓето се уште не може да го разберат. Вие не инвестирате во валута, вие инвестирате во технологија која што се уште не успела ни да се пробие доволно за да има соодветен импакт на светот. Ripple, што ова е на некој начин нова на стара вест, моментално и самиот CEO, значи излезе и кажа Бред Гарлихаус дека најкасно од сега па 6 месеци би бил комплетно завршен овој случај со SEC, со тоа што знаеме сите дека се очекува многу порано да биде завршен, со оглед на фактот дека дури се спомнува негде март да биде тоа направено, останува да видиме, но со оглед на фактот дека моментално ако погледнеме на самиот крипто на CoinGecko, значи моментално Ripple се наоѓа на 6-то место на сите овие надлежни проекти. Значи 6-то место убедливо само BNB е подобар од него, иако дупло, но како и да е. Идејата е дека ако луѓето се сомневаат во исходот на SEC, немаше Ripple да биде на 6-то место, ќе беше на 60-то место. Така да останува на вас, јас сум спремен да го преземам ризикот, дури и Ripple да пропадне, не ми е проблем воопште. Значи парите кои што ги имам во Ripple се внесени со умисла, нормално и со план, и се надевам дека нели конечно ќе се заврши сета оваа работа за да може самиот Ripple да продолжи понатаму со проектите кои што ги има планирано. One Inch, знаете и сами, тоа е нешто слично на самата нешто слично на Uniswap, каде што може да децентрализира менувачите, кој што моментално прави свој, се уште нема ни име, но е cold wallet, кој што како таков ќе биде директно поврзан со самата One Inch платформа, нормално, затоа што сега моментално мора да користите hot wallet на вашиот браузер за да може да работите на One Inch, но интересно е тоа што ако моментално направат ваков тип на cold wallet, тоа е уште едно достигнување затоа што, како што кажав, колку повеќе луѓе користат cold wallet-и, толку повеќе нивните средства се заштитени. И она што го разговаравме во однос на Uniswap, ако не сте го погледнете во моето видео, каде што разговараме дека ваквите децентрализирани менувачици ги чуваат вашите средства на вашиот новчаник. Затоа се многу добри, затоа што вие не ги депонирате вашите средства, туку користите MetaMask или друг тип на да речем wallet, каде што фактички вие само имате конекција со берзата и ништо повеќе. Значи тоа е најдобриот дел кој што може да го заклучиме од ова да речем од оваа позитивна страна на децентрализираните менувачици, иако има доста, но ова е моментално според мене најдобрата, што вашите средства се уште на вашиот wallet. Сега, следна интересна работа која што моментално ја добив од еден на нашите да речем гледачи, дел од заедницата, а тоа е Александар Павловски, му благодарам. Значи ова е репорт за 2022 година, че за целост на 2022 година, иако е доста долг, но е доста, како да кажем, информациите се доста битни. Сега, зошто се доста битни? Прво да напоменеме. Значи, моментално овој репорт доаѓа од PwC, која што е една од најголемите сметководствени фирми во светот, значи една од најголемите фирми во светот. А додека сметководствени е топ 10 на кој што она е второ место со 50 билиона капитал кој што моментално го располага. Значи, тоа е компанијата која што го прави ова. Имајте го предвид. Значи, втората по сметководство, големина, нели,
компанија, моментално прави буквално целосна анализа за тоа кои се најголемите проекти и од каде доаѓаат. Значи гледате, и тоа буквално се поделени на менувачници, custodians, ова се оние кои што ги држат ваше име, DAOs, Decentralized Autonomous Organizations, како што се MakerDAO и слично, децентрализирани финансии, ланчпадови, маркет мейкери, гледате NFTs, Metaverse, имате се. За тоа што многу едноставно е да го најдете овој да најдете како да го симнете овој нели како да кажем репорт. Значи само отидете на PwC и запишете крипто во search барот, ќе најдете многу едноставно како значи да го добиете, или пак само запишете CVVC Global Report, значи на Google, верувам дека ќе ви го даде веднаш, само треба да ставите ваша имейл адреса и ќе може да го погледнете. Со тоа што интересно оваа ситуација што е, она што највеќе ми се допадна, иако има доста да се научи, значи ви дава информации за тоа кој каде е базиран и ви дава кои се тие најголеми проекти кои што моментално постојат. Значи криптобанки, со оглед на фактот дека во денешно време е доста тешко да се најде банка која што би работела со вас со оглед на тоа дека нели сите се против крипто. Потоа, ако продолжите понатаму, на пример, го разгледав целото. Менувачници, за тоа која каде е базиран, значи во однос на тоа нели каде е нивното главно седиште, која да речем законодавство е моментално истата и слично. Дополнително интересна работа која што е и custodian сега не е ни битно толку многу, но која е DAO, Decentralized Autonomous Organization. Ова се организации кои што за својот проект донесуваат одлуки со гласање во заедницата, значи колку има да речеме така самата. Како MakerDAO, Olympus DAO, тоа се едни од најпознатите, како и да е. Интересно е тоа што значи кога веќе ваков тип на компанија, зборуваме за сметководство кое што е врзана со традиционалните финансии, конечно не само што го признава, туку гледате 93 страни репорт прави на тоа кои се најголемите, најдобрите што моментално се случува во нив проекти, ви дава многу дознаење за тоа дека и значи централизираните финансии се обидуваат да го најдат своето место во овој сектор. Децентрализирани финансии. Замислете кога сметководствена компанија која што исклучиво практично верувам дека 90% од нели клиентите и се централизирани или се некои корпорации, компании или банки, наједнаш почнува да прави, значи гледате, анализа на децентрализирани финансии, каде што истите не само што ги смета за живи, туку и ги анализира, како што е CurveDAO, Aave, Uniswap, значи гледате дека се што е во најголемо во самиот DeFi сектор. Така да би оставил на вас да го разгледате целиот репорт, значи тоа е некој начин доста битен момент за признавање на криптосферата, верувајте ми. Значи втората поголемина сметководствена компанија во светот ви признава дека криптото не само што постои, туку и овдека да остане, така. Имате го препит. Значи секогаш ги гледаме овие работи на крај кога гледаме светска адаптација и до каде се стасава. И сега оваа интересна работа која што моментално ќе ви ја покажам, не е толку битна за крипто секторот, туку е битна за глобалната економија и како тоа ќе се одрази. Значи и ова беше доставено до мене, дошто ќе извините, му благодарам на тој што ни го достави ова како вест, но за жал не можам да го најдам. Со тоа што имаме еден од најхардкорните, да речем, поддржувачи и партнери на Америка, конечно пазете што изјавува. Значи дека е отворен за соработка со било кои други земји надвор од US долар. Зошто е тоа битно? Значи моментално долар представува резервна валута на светот. Кога вие имате еден од главните ваши партнери, кога веќе станува збор за горива од денешно време, тој што е партнер за горива е многу битен, вели дека не е заинтересиран дека може буквално тоа да биде и во друга валута, доколку сега како што на пример сега моментално имаат со кинезите во юен. Значи тоа значи дека конечно доминацијата на доларот опаѓа. И тоа е многу битно затоа што тоа на некој начин ќе отвори простор за други потенцијални трансфери на капитал. Односно не мора тоа да биде друга валута, може да биде и друга криптовалута. Како и да е. Опаѓањето на оваа главна валута која што моментално е во светот за жал, ќе отвори простор да дојдат и криптовалутите до израз, затоа што сега веќе имате избор. Пред тоа не сте имале избор, мора да биде дали ќе биде фунта, дали ќе биде рублја, дали ќе биде не знам долар, че мора да биде валута. Сега веќе имате избор кој што може да биде и надвор од стандардните фиат валути, кои што секако умираат. Прашање на време е кога. Сега, уште една битна работа пред да завршиме, е тоа што постојано ви го кажувам, не гледајте што ви кажуваат, гледајте што прават. Значи вас нема да ви го кажат ова јавно, но American Banker, да не забораваме која е страната, нели. Моментално за 2023 година вели киков. Зошто киков? Пасите ова. Значи веќе 17 нови проекти за CBDC, од кои што 72 се веќе во пилот фаза.
Значи, извинете, не. 17 во пилот, а 72 во research и development. Значи, заедно тоа се оприлика 90 проекти, така. Значи 90 проекти од кои што вие имате 200 држави во светот. Тоа значи дека ова се моменталната бројка е половина од земјите во светот или се во пилот фаза или се во research and development. А ако се сеќавате она што го гледавме CBDC само момент. Не, туку CBDC, само CBDC ќе го најдеме и вака. Само момент, сеќавате онаа страна која што ја гледавме. Не, сега ќе најдем. Еве. Да, тракер. Значи, овдека можеме постојано активно да гледаме, иако ова е доста нова вест, значи од 2 јануари. Оно што сакам да ви кажеме моментално, целиот свет го прави. Значи, ова не е ништо ново, но многу малку се зборува за тоа затоа што ако ви кажат ќе биде проблем. Прост пример. Од 100% во светот, гледајте овде, 90% се во, значи, извинете, негде околу 85, се во некаков тип на процес на правење на CBDC. Значи, до каде стигнавме? 85% активно работа на CBDC, од кои 13% не е дека не работа, туку се неактивни. Значи имате веќе 10% од земјите во светот кои што активно имаат CBDC. 16%, односно 17% во оваа ситуација како и да е, кои што се во фаза на пилот, 30% во development, 27% во research. Значи, cancelled имате што 2%? Значи, тоа е она што ви кажувам. Многу близко сме до CBDC, само се уште тоа јавно не ви го кажуваат затоа што ќе има страф. Затоа што вие доаѓаме до ситуација во која што вас ви промовираат некој нов систем, фаци што го заебале стариот. Значи, пак ќе ве прашам, тоа е како вие сте, значи, јас сум земал кредит од вас, така? И сега наједнаш, јас не сум ми го вратил кредитот, ама барам втор. Тоа е исто и во оваа ситуација. Значи, нашите влади и нели овие паметните што не водат, веќе ја заебале работата, односно го прокоцкале првиот кредит на доверба која што сме имале во нив, и сега они бараат втор кредит затоа што првиот што го прокоцкале, односно не се кирете. Ако првиот финансиски систем не работи, овој сигурно ќе работи. Затоа што првиот они го зезнале, така, и сега најдеш они бараат вие они да ви го организираат вториот финансиски систем. Останува на вас, значи вие заклучете си дали е тоа паметно. Ако истите тие луѓе што досега веќе го усраде првиот финансиски систем, го прават вториот, може да очекувате дека вториот ќе биде само повеќе засран, не помалку. Така да вие останува на вас дали сакате да го чувате вашиот капитал овде или да го чувате во децентрализирани леџери до кои што истите немаат пристап. Че имате го тоа во превид кога одлучувате, но сакале или не, моментално CBDC доаѓаат и сите оние кои што мислат дека тоа не е така се лажат многу. И ќе напоменам уште еднаш, погледнете го нашето видео каде што имаме објаснување за CBDC и значи EID и Social Score, тоа доаѓа. Ако не сте погледнале, погледнете го, затоа што е многу битно и на тој начин ќе се обидат да не затворат уште повеќе, со тоа што ќе имаат цел со контрола овој пат над нашите финансии, затоа што сите валути кои што ги поседуваме ќе бидат запишани на леџер на Централна банка, која што има директен допир до вашите пари во секое време. Така да имате го тоа во превид. И со ова мислам дека доволно е да го завршиме видеото за денес. Гледаме дека се уште имаме памп. Уживајте дека истиот трае. Значи пак ќе кажам, на се сме oversold. Не гледам дури уопште на што ово води моментално, но како и да е, само уште една работа пред да завршам, на месечно ниво сакам само да напоменам дека кога го гледате ова и ако ја споредите оваа свеќа голема со свеќите кои што моментално ги имаме на средината на бул маркетот, кои што се да речем слична големина, гледате разликата во, значи ова е да речем некоја слична големина. Гледате колку волумен имате овде, а гледате колку волумен имате овде. Тоа значи дека станува збор за екстремно мал број на играчи, ова се некои китови кои што го прават ова моментално, така да ќе напоменам уште еднаш, станува збор за манипулација која што за нас е позитивна, со оглед на фактот дека повеќето од нас имаат веќе купено. Но не го менува фактот дека правилен бул маркет секогаш е пропратен со соодветен јак волумен кој што моментално го немаме. Така да имате уште еднаш, и тоа е една од работите кои што се битни, кои што заборавив да ги спомнам претходно, значи волуменот е исто така доста битна работа да видиме дека ова станува збор за многу мал број на играчи и трансакции кои што ова го прават моментално. Така да уште еднаш ви благодарам. Гледате и сами седницата се поактивна и поактивна и она што моментално го видовме со ситуацијата со Genesis е прост пример за тоа како една заедница може да работи во свој бенефит. Сите ние имаме различни мислења. Тоа е нормално. Значи, сите ние различно мислиме за тоа што се случува во моментот и што очекуваме.
Тоа е сосема нормално и тоа е позитивна работа на една заедница. Така да во ситуација дека што јас поставив прашање што мислите за пазарот затоа што никој не знаеше што ќе се случи, значи имавме различни типови на коментари. Така да конструктивни дебати, конструктивни коментари, секогаш позитивно делуваат на оно што моментално го правиме како заедница. Тоа е поентата на нашиот канал моментално да изградиме таква заедница. Значи моментално јас добив безброј пораки кои што нормално ги следам, можеби не можам да вратам на сите со оглед на фактот дека активно работиме на нешто како во моментов, но ваквиот тип на пораки кои што ние ги добиваме се обидуваме веднаш да ги пренесеме на вас како заедница. Така да уште еднаш ќе напоменам, заедницата ќе биде клучна да овој bull market направиме солиден профит. И заедницата која што моментално ја правиме како на нашиот канал, така и на Криптовалути Македонија, ќе напоменам уште еднаш, секој од нас има различно мислење, нормално да имате негативни мислења, се додека вашите коментари се конструктивни, никој не знае се, никој не следи се, поентата е да најдеме заеднички став за тоа што се случува моментално на пазарот, со цел сите да бидеме во профит. Така да повелете во оваа заедница, бидете конструктивни, да изградиме заедно профит кој што на сите ќе ни помогне во следниот bull market 2024-2025. Нормално и јас лично сум отворен за било каков тип на дебата. Ако нешто не знам, ќе ве прашам, ако нешто не ми е јасно, ќе оставам некој вас да објасни во коментар, но ваков тип на заедница ќе постигне многу повеќе отколку секој од нас сам. И оние напревари кои што ги имаме најчесто во коментари, па ти не знаеш, па јас знам, па ти не знаеш како воа да го поставиш, па кои се овие индикатори кои што ги користиш, значи најдобро е како заедница конструктивно да продолжиме понатаму затоа што тоа ќе ни донесе многу повеќе профит. И ова моментално со брзото доставување на информации до мене со цел да ги објавам на целата заедница е прост пример за тоа. Значи на крајот од денот никој на никого не го зима лебот, работиме како заедница за нешто што може на сите да ни донесе профит. Така да продолжите и понатаму, се додека заедницата не поддржува, ќе продолжиме и ние вака активно да работиме, како што може да видите, скоро и да нема ден да не објавиме ново видео. Дополнително, кога има нешто итно го правиме тоа со шортс, но како и да е, заедницата е главната причина поради која што нашиот канал работи толку активно, затоа што мене многу ми се допаѓа ваквата работа со заедницата и вашиот допринес во целиот овој да речем напредок кој што го имаме во да речем пласирање на соодветно ниво на нашето портфолио, како и моменталната корекција која што ја гледаме. Така да ви благодарам уште еднаш. Во текот на утрешниот ден ќе добиете видео за Алгорand, кој што беше првиот проект кој што успеа да добие највеќе гласови од вториот блок на проекти кои што ќе ги анализираме, и од понеделник почнуваме нормално со стандардно работење на материјали. Ќе видиме дали во понеделник имаме нешто итно што треба да го работиме или пак ќе обработиме уште еден проект пред да продолжиме стандардно како вторник вести, среда техничка анализа и слично. Како и да е, следете ги нашиот шортс, значи на Facebook, на Instagram или на TikTok, значи каде и да го имате нашиот профил, следете ги нашите шортс, каде што кажуваме активно што понатаму ќе се прави на каналот и каде што ви даваме некои информации во моментот кога се случуваат со цел да бидете во текст со целата наша заедница. Ви благодарам уште еднаш, имајте добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од Криптогеми.